Големиот број на активни пожари низ државата придонеса за зголемување на концентрацијата на 2,5 PM во воздухот и истражувањата велат дека загадувањето на воздухот од чад од шумски пожари се смета за еден од најсериозните облици на загадување. Од друга страна, чадот кој што се ослободува од пожарите е сериозен ризик и за здравјето на екипите кои деноноќно се на терен во обид да ги изгаснат истите. Какви здравствени последици остава вдишувањето на чадот? Одговори бараме од пулмологот Марија Здравеска. Добро утро. Доктор Здравеска, добре ни дојдовте во денеската програма. Бројни домашни и странски екипи со денови се на терен обидувајќи се да ги изгаснат пожарите низ Македонија. Еве добра вест ни пристигна утрово дека пожарот на Серта е конечно изгаснат. Меѓутоа, она што го вдишуваат со денови и пожарникарите, но и екипите кои се таму, ќе оставили трајни последици по нивното здравје. Да, не само по нивното здравје. Значи, се надевам дека пожарникарите користат заштитна опрема и тоа секако во еден голем дел би требало да ја намали таа изложеност. Меѓутоа, изложеноста на луѓето кои што се директно, да кажам, во борба со овие пожари е најголема секако. Пожарникарите и оние други сите мобилизирани луѓе за кои што слушаме последниве денови дека се ангажирани да помогнат во тој регион е огромна, навистина. Дали ќе има трајни последици зависи каква била таа изложеност. Меѓутоа и зависи од каква била нивната претходна состојба здравствена на белите дробови на целиот организам. Меѓутоа во секој случај не е само луѓето кои што се инволвирани во гаснење на тие пожари дека се во ризик. Во ризик се и луѓето кои што живеат во околината, бидејќи ние тој чад нели оди во атмосферата, се пренесува, се таложи, го вдишуваат и луѓето кои што се во околината, нормално и животните, и целиот жив свет и растенијата се да кажем на некој начин тука веќе жртва на целата таа ситуација. По здравјето општо има големи, да кажем, последици, особено по здравјето на респираторниот тракт и горниот и долниот респираторен тракт, бидејќи кога гори нешто, кога гори шума, тогаш се ослободуваат разни не само честички, туку и гасови, кои што се многу штетни за организмот, како што е, например, јаглерод моноксид, јаглерод диоксид, зависи какава е оксидацијата или какав бил пожарот, и многу други органски и неоргански материи, за кои што може би помалку се размислува, меѓутоа кои што може да бидат канцерогени, бидејќи дрвата, знаеме, содржат и смоли, содржат и други супстанции, кои што сите доколку ги вдишиме, доколку се наталожат на кожата, на лигавиците, на очите, особено во горниот респираторен тракт, или доколку ги вдишиме, можат да имаат несакани последици во смисол на моментална, актуелна иритација или таложење и под долготрајно карциногено дејство. Она што е проблем е и жешкиот воздух, особено за луѓето, како што кажавте, кои што се директно во борба со овие стихии, и самиот жежок воздух, и да ги игнорираме состојките со кои што се, да кажеме, штетните супстанции, знае да ги иритира и да ги нападне лигавиците на дишните патишта. Тие практично страдаат во еден тип на изгореници. Ги споминавте граѓаните кои што живеат во најблиските населени места онаму каде што има пожари. Пред неколку дена колешката Славица Величковска, дописничката наша од Штип, не информираше дека штипјани едва и дишат во градот изминативе денови. И сега знаеме дека вдишувањето чад е посебно ризично за сите граѓани. Постои ли категорија на граѓани која што е особено ризично? Секако дека тоа е категоријата на граѓани кои имаат хронични болести, особено хронични болести на дишните патишта. Бидејќи за секого, значи таа акутна иритација, особено кога се блиско, кога е во голема количина, знае да биде сериозна, знае да предизвика разни и општи тегоби во смисол на нервниот систем, во смисол на конфузија една, гадење, чувство на нелагодност, поспаност, tako е, доколку се работи, тоа се симптомите, меѓутоа кај луѓето кои што имаат хронични белодробни заболувања, како што е, например, астма, хронична обструктивна белодробна болест,
па и белодробни карциноми, белодробна фиброза. Значи, оваков еден атак кон ваков еден напад на нивниот респираторен систем е најчесто може да откочи напади или влошување на нивната болест и секако позачестени потреби од ургентната медицинска помош, од дополнителни лекарства се регулира, понекогаш и многу посериозни ситуации, дури и смрт. Зборувавме за компликациите кои на долг рок може да настанат. Постои ли своевидна, да речеме, детоксикација на организмот? Што може да направат и тимовите, но и граѓаните во прва помош, ајде да кажеме? Повторно зависи колку биле близко до изложеноста и колку траела таа изложеност. Детоксикација од изгореници, односно од вдишување на чад, од пожар, практично комплетна детоксикација не е можна. Меѓутоа, секако да се исплакнат, да се измијат со вода сите делови надворешни на организмот кои што биле во контакт. Значи, тоа е најважно. И второ, да се проба да се направи испирање барем на горните дишни патишта со некакви раствори на солена вода, кои што се изотонични, например, физиолошки раствор или раствори на морска вода, како и да е. Може да се земаат антиоксиданси, како што е, например, витамин С, јаки антиоксиданси. Меѓутоа, сето тоа е, да кажам, делумно, внатре долните дишни патишта не може да се детоксицираат на тој начин. Ова зборувам за контактот, да кажеме, за последиците од контактот на чадот и така натаму, за оние партикли кои што се таложат на лигавиците и на кожата. Меѓутоа, доколку се вдишат штетни гасови, како што е, например, јаглерод диоксид, тогаш тој знаеме дека е компетитивен со кислородот во организмот и единствен начин на детоксикација, доколку тоа била, да кажам, голема изложеност и доколку веќе организмот страдал од хипоксија, тогаш е потребно да се, најважно прво да се отстрани што побрзо од таа изложеност организмот и да се третира со високи концентрации на кислород, понекогаш и кислород во хипербарни комори, кои што е со поголема концентрација, за да би можело да се, да кажам, таа компетитивно јаглерод диоксид е веќе во крвта, да се истисне, да кажеме, јаглерод диоксид од крвта и да се оксигенира што побрзо крвта. Покрај тоа, последиците се и во смисол на изгореници, на самите легавици. Тие изгореници е парадоксално тоа што во првиот момент не ги чувствува човекот толку јако, меѓутоа како поменуваат деновите, настанува оштетување на лигавицата со нејзин оток, десквамација и овие треба да се третираат, може да бидат и подолготрајни последиците и треба да се третираат со практично да им се пружи медицинска помош веќе на луѓето. Ако тимовите на терен имаат заштитна опрема, што може граѓаните кои што живеат во населените места во близина каде што има пожари да направат за да се заштитат? Доколку е можно да се отстранат од тој регион, нели тоа е најдобро, меѓутоа доколку не е можно, секако да се користат филтри на вдишување. Дали ќе бидат тоа маски N95, дали ќе бидат тоа некои мараме било какви други механички пречки, но тоа не е апсолутно, да кажам, заштита, тоа е делумна заштита. Но да се обидат, ако не можат да. И нормално после престој на отворено, да се исплакнат сите лигавици, да се отстрани, како што реков, она што е и кожата и лигавиците, она што е било изложено на таложење на тие честички. Престој што е можно повеќе во чисти простори, каде што има кислород, проветрени простори, односно проветрени, во овој случај не доаѓа во предвид користење на пречистувачи во самите простори, престој надвор од опожарените места, доколку е можно. Благодарам за гостувањето во Македонија наутро. Овие прашања секако беа идни за кои што најмногу се дискутираше изминатиот период, па потребни ни беа и одговорите. Благодарам. Фала и на вас.